Добро вечер, почитувани гледачи, го следите најновото издание на Само вистина. Јас сум Јана Јосифовска, мои гости вечерва, Сеат Ризвановиќ, колега новинар. Добро вечер. Јане, добро вечер. И Љујзин Фаризи, политички аналитичар. Добро вечер и за вас. Добро вечер за вас и за соговорникот. Така. Господа, би сакала да почнеме со оној актуелен случај од последниве денови. Сега околу, можеби, фактите се факти, барем досега што ги знаеме, меѓутоа од суштински аспекти, апропо оние реформи кои што се очекуваат, особено довербата или недовербата во правосудството, а тоа е со таа спорна набавка на мазут, потенцијална штета од над 160 милиони евра за тецне година и сега епилогот по една година е запрена истрага, така одлучила предметната обвинителка во ОЈОГ. Како вие оценувате ваквата одлука и аргументите кои беа дадени? Дали е оправдано, еве да речеме, за вака голем случај да не биде известен државниот јавен обвинител или пак од друга страна да сгрешиле МВР при прибавувањето на доказите? Тошковски вчера тука кажа дека не е за него ова крај, дека ќе се преземат некои други чекори. Јана, ти рече еден момент кој е доста интересен, тоа дека фактите се факти. За жал, ние во оваа држава никогаш не знаеме што се навистина факти, а што е некаква нешто направено, некаква конструкција, да речеме. Така да, од овој случај, јас можам да кажам само факт е дека во оваа држава знаеме дека од високопрофилни случаи, од случаи кога имаме луѓе кои се на некој начин високо вклучени во политиката или луѓе кои се со сериозни материјални можности, тие никогаш не одговараат. И се повторува истата приказна. Гледаме дека тоа е, прво се прави една ука-бука, се прави една голема галама, се прави така еден медиумски циркус околу тоа, се разбира дека политичките партии секогаш тоа го користат во своја насока и потоа сето тоа пука како еден балон. И знаете, не ни изненадува. Ке ни изненадеше. Навистина сега не знам тие јас прво не ќе да предјуцирам. Не знам дали се виновни, не се виновни. Навистина не знам. Затоа во тој контекст беше фактите се факти од она смисла што до сега ние нас барем познато и како новинари. Да, јас те разбрав, за тоа го потенцирав тоа. Знам што сакаш да кажеш. Така да не знам навистина за овие дали се виновни или не се виновни, дали обвинителството навистина имало доволно докази или немало доволно докази, како што рече обвинителката. Дали таму од ЕСМ навистина кажале дека на ЕСМ не е направена штета или кажале, дали како што вели Тошковски полицијата прибавила доволно докази. Има многу непознаници тука кои сега ние можеме да судиме според она што сме чуле. Но дефинитивно гледаме дека се повторува истата мантра, исто. Значи, имаме прво едно медиумско загревање, подгревање на атмосферата, имаме тоа користење на тоа, и потоа имаме еден издуван балон како овој и никому ништо. Значи 100 милиони евра, 120 милиони евра. Колку беше штетата, нели? Над 160. 160 милиони евра, да, штетата, значи кога ги слушаме тие цифри, навистина боли глава, но на крај гледаме дека ништо. И сега супер што Тошковски кажал дека ќе продолжат во ред, не знам, ќе видиме, но искрено се сомневам дека повторно ќе излезе тоа. Споменај и ти, меѓутоа дали за жал јавноста може да очекува дека пак овој случај ќе заврши на медиумски пинг-понг, па и препукувања помеѓу власта и опозицијата, што де факто го искористија, наместо вистинска правна разрешница, резултати во борба против корупција, криминал, нелегални активности, она што де факто јавноста го очекува, ако од друга страна знаеме за рейтингот или довербата или недовербата што го спомена во правосудството. Како воопшто со вакви потези ќе се крене сето тоа и ќе се врати на некаков начин изгубената доверба? Јана сигурно нема да заврши како борба против корупција или зголемена борба против корупција, ајде да го ставиме уште на една друга перспектива. Значи, овој случајот со екс-премиерот Артан Груби, значи поврзано со лотарија, со набавките. Ајде да речеме дека ова се двата најголеми случаи врз кои оваа актуелната влада или ВМРО-ДПМН ги конструираше наративите против пранешната влада. Двата случаи, едниот овој се распрсна,
против Груби не знаеме до каде е, но со тоа што господинот Груби онака со насмевка се врати во Македонија доброволно и остана во домашен притвор покрај сите тие милиони за кои И сега вика дека никој не зборува за и тоа. никој не зборува за него, дали седи дома, дали не седи, може би седи, не знам, но важно е дека двата случаи за сега се релативизира скрос, онака што се вели. Така да сигурно дека нема да биде ова некаква нема да биде ова во насока на борба против корупција, туку во насока на политички пинг-понг, како што вели, што е тоа е дефинитивно. Фаризи, кој промаши во целиот овој случај според вас? Ако имаме предвид ово предходно и што со Сеат го зборувавме, дали вие гледате концесии, врски, мито, влијание или пак некаква згрешена работа во целата таа постапка за привавување, ајде да кажам, докази генерално? И каде гледате одговорноста? Знаете што, многу е важно да се потенцира дека луѓето кои се гонеа за ова кривично дело, заврши во кучни притвор, односно во притвор. И сега испаѓа дека тие јавни онители суди заедно го што го ја вода истрагата, ги стае луѓето незаконски во притвор и во кучен притвор. Сега се поставува прашањето, тогаш какви докази има тие толку што беа веродостојни и тврди за да можеш да му одредиш кучен притвор или притвор, за после еден период ти да се одлучи на другата страна, односно да кажуваш дека нема доволно докази за да продолжиш со постапката. Сега, дали имале врски или немале врски, не знам, но и колегата кажуваше дека ние, односно и во вашата емисија, им кажане дека веќе се знае маршрутата. Ние само како граѓани знаеме како ќе завршат овој големи случаи. Тоа покажува дека ние имаме проблем со сериозен веќе, не со борбата против криминалот и корупцијата. Што тоа не е спорно. Владата, односно Министерството за внатрешни работи прибава документи, факти, аргументи, поднесува кривични пријави и сите завршуваат во кругот на правосудниот систем. Сега, кога ја анализираш државата генерално или кога и правиш споредба со другите држави во светот, сите држави во светот имаат некој проблем. Пример, во Јужната Америка имат проблеми со наркокартелите. Тоа е најголемиот проблем. Може би и дел од државите во регионот имаат таков проблем. Има држави кои имаат проблем со криминалот и корупцијата. Многу држави во светот. Имаш држави кои имаат проблеми со тероризмот. Ние може би се единствената држава што имаме проблем со правосудниот систем. Сега ние треба да се бориме против правосудниот систем, бидејќи правосудниот систем реално е најголемиот проблем што му и прави, а не кажам, замка на целата држава. И на целот правен, односно на целата правна држава. Така што јас мислам дека, и ја повторам таа мојата теза, дека ние мора да направиме рез во правосудниот систем. Како? Кој треба според вас? Две работи треба да се прават. И тоа ова се претходно што го спомена за и други поголеми случаи на големи риби, условно, ајде метафорички да ги наречам. Едните бараат оставка од Савески, другите бараат оставка од Абази, се создава постојано некаква какафонија, разногласие, но на крајот доаѓаме до тоа дека нема никакви резултати, нема никаква разрешница на сите големи случаи, вклучително и овој. Очигледно дека државата, односно владата, заедно со партнерите, односно со Европската унија, бидејќи тие не следат во правењето на реформи, треба да застанат една за секогаш да ги остават сите можни реформи што постојат. Ние нели имаме реформска агенда. И од овој случај јас не сум изненаден, но јас сум шокиран. Пошто веќе нема изненадување, не ги знаеме. Не знам, јас не сум слушнал таа изјава, искрено во последните денови има по други обврски службено, се подразбирана работа и не сум имал можност да ги читам, не сум ја слушнал, но јас не сум изненадан бидејќи маршрутата ја знаеме. Секогаш кога ќе се случи вакви крупни случаи против борба против криминалот и корупција или кривични дела, сомнувања за кривични дела, завршуваат вака. Кучен притвор, па после осудителни и на крај ќе ги казнуваат условно или ќе им се пресмета тоа куќниот притвор дома, со беше со последниот случај со ИПАРТ фондовите, нели. Така што многу е важно, според мене како обичен граѓанин, тој што има обвинителен акт и кој што лежи барем еднаш, односно бил приведен, за мене многу е важно граѓани да го знаат. Не е важно дали тие ќе го осудуваат. Многу е важно да знаеме ние кој е крадецот во државата. Сите овие што
ги викале, односно ги притвориле, ние знаеме дека имал факти, аргументи дека тој е крадец за нас како обични граѓани. А другата поставка после таму дали тие ќе донесуваат пресуда кон нив, тоа е сосема во нивна надлежност. Но ние треба да ги правиме, односно владата, една за секој треба да застанува со европските партнери, со Европската унија, бидејќи на некој начин ние сме контролирани кога ние какви закони треба да ги носиме, во хармонизација треба да, но една за секогаш кај нас мора да носиме, односно да донесеме две клучни закони, а тоа е законот за ветинг мора и конфискација на имотот на тие луѓе кои работат во правосудниот систем, и втората работа, ние треба да генерален реизбор на сите суди и јавни обвинители, бидејќи освен што се таму вајда некој што го злоупотреба службена положба, но јас мислам делам уште една друга идеја имам, односно имам друго мислење, дека таму владеат и неписмени луѓе. Добра, се присутни и делуваат во тие предмети што врска немаат со правото. Рековте, треба да се знае во Македонија. Го земале правосудниот испит. Јана, еве вака, јас ќе се надоврзам. Никогаш имаме работи кои произлегуваат од целата какофонија, но никогаш имаме процедури кои може да дадат одредени показатели во кој правец се движи работата. Бидејќи, знаеш како, во политиката и во пиарот, во односите со јавноста, имаме еден момент кој се нарекува art of deception, или уметноста на измамата. Значи да зборуваш едно, а да работиш друго или да мислиш трето. Многу често го гледаме тоа, не би ме чудило да е истото и во овој случај, ќе ти кажам зошто. Прво, со обвинителот Абази, кој сега е наголемо обвинуван од владеачката партија, дека тоа е инсталација на ДУИ СДС, како што велат, дека тој всушност го штити криминалот и така натаму. Тука имаме една јасна постапка која може тоа да го докаже или не. Имаме совет на јавни обвинители, треба да го повикаат обвинителот, треба да ја земат целата постапка таму, треба да ја преспитаат. Ако има грешки во постапката, тука треба некој да одговара. Значи, не јавен обвинител Савески. Тоа го очекува јавноста. Што е тука спорно? Да видиме дали тоа ќе се случи. Да, мислите дека може мислиш дека може да има ваков потек? Мислам дека не. Мислам дека не, мислам дека нема да се случи и дека тоа ја докажува мојата теза, да видиме, можеби грешам, но тоа би било едноставен начин да се докаже тука дали имало некакви незаконски или политички влијанија. Мислам нема да ги докажеш тие политичките влијанија, но ќе докажеш дека постапката не се водела според законот. Едноставно, мислам, што има сега ние тука да дебатираме преку премиерот, преку обвинителот, преку Савески, кој е шокиран, кој не е шокиран. Како и во секоја друга професија, сте ги прекршиле законите и правилата, ќе одговарате. Нема да се случи, во ред. Второ, тоа што премиерот го кажа дека се слушнал со обвинителот Савески, во, не знам, ајде да речеме, можеби во Шведска, во Данска, во Норвешка, во такви земји било некоја нормална комуникација, но кај нас ги пали сите аларми, знаете. Да, имаше прилично реакции за таа изјава, особено од опозицијата. Не мора да значи дека премиерот вршил притисок на Савески, но Савески само што е донесен со помош на тоа мнозинство, на ВМРО-ДПМН, на таа позиција. Премиерот веднаш му се јавил, зборувале за нешто, зашто зборувале? Во ред, можеби е таа некоја било нормална комуникација, но каква да е, во најмал рака е чудна и испраќа чудни пораки. Значи таа може да прати порака дека еве јас го контролирам Савески. Може и да прати порака, видите, јас со Савески се координираме што понатаму да се прави. Па тука се додава она негово чувство дека ќе бидат обвинети наскоро гонети некои други бивши функционери и така натаму, се надоврзуваат тие изјави кои, како што кажав, ги палат сите аларми дека нешто чудно се случува таму. А како што вели Људзим, ние имаме проблем со правосудството апсолутно, но правосудството, проблемот тој не е изолиран само по себе како тело, бидејќи е поврзано со политиката. Бидејќи е тесно поврзано со политиката и политичките интереси, затоа ни е нас проблемот таму, така? Еве ќе ви дадам уште еден пример. Како политиката зборува едно, а прави друго, како кога им одговара. Еве во случајот со поранешниот премиер Груевски. Тоа ми е мене исто интересно. Каде што премиерот вели вака, тој треба да се врати да одговара. Си има судски процес, си има органи, си има таму постапки, тоа е.
Истото го вели и председателката. А кој го покрена случајот за Груевски? СЈО. Тоа се случаи на СЈО, ги водеше СЈО. Значи, тоа истото СЈО, кое е демонизирано, кое е претворено во политичка алатка за нив, кое беше алатка на политички прогон. Со Катица Јанева тие па и себе си се демонтираа со постапките. Не, во ред, ја не го бранам СЈО. Туку само кажувам факти. Јасно. Така е, апсолутно. Во право си. Значи, тоа СЈО, но значи за Груевски е окей СЈО. Значи, така излегува сега, дека тие постапки се добро. Значи, тоа е обвинение се подигнало, се собрале докази, човекот треба да одговара. Јас не го бранам Груевски, но ги само укажувам на двојните стандарди. А да прашаме за некој друг случај на СЈО, да речеме за Талер, ќе слушнете нешто друго. Значи, сакам да укажам... Да, колку политичарите прават штета со на двојните стандарди во политиката, на користењето на овие случаи и повторно на крај ги кажам со она што почнав Art of Deception, не би ме чудело во овој случај да има друга позадина, сосема друга од онаа што ја гледаме, да има некаков договор, бидејќи според мене клучен човек во овој случај е господин Јајовски, не е Ковачевски, не е Радко Капушевски. Но со самото тоа што Васко Ковачевски избега од земјата, за дел од јавноста еве гледам се потенцира тоа дека дали не е доволна индиција дека можеби бега од правдата, па има нешто поголемо. Не го бранам ја него. Тој чим избега, да. Апсолутно ја потврдувам сомнежно дека нешто има. Тоа јас не велам. Туку само дека сакам да кажам дека според мене мислам дека клучна личност е господин Јајовски поради политичкото и материјално влијание кое го има тој и неговиот татко. Така да мислам, онака тоа е моје мислење, чисто немам информации, дека може би постои некаков политички договор поврзан со него и дека тоа е причината поради која паѓа целиот случај. Фаризи? Првиот за две работи. Првата работа што кажува колегата, дека премиерот нели го се слушнал, нели таа била изјавата дека се слушал со Совевски. Да, прашањето е дали политичарите треба јавно да соопштуваат дека остваруваат телефонски контакти со овие. Па подобро јавно да кажат дека се слушнал, отколку да кажат дека јас не знам, не се мешам во таму, за па после да се гледат, да се слушат во приватни куќи и да се договорат дури и за случаите. Не би било најдобро да не се слушаат ни јавно ни тајно, нели? Јас мислам дека дури требаше јавно да го повикува и да разговарат, бидејќи пред се владата е таа што поднесла кривична пријава, нели? Да не забораваме, односно Министерството за внатрешни работи треба да биде информиран премиерот, но од друга страна јас мислам дека многу е важно овој процес да има крај. Јас што мислам? Јас мислам дека Советот на јавни обвинители, бидејќи овој не случај минор на тие не злоупотребиле 160 денари или 160 евра, пошто за 160 денари ќе лежиш у затвор во нашата држава или за 160 евра, а не за 160 милиони. Односно требаше најверојатно бидејќи сега правно кога гледам тие имаат право нели на второстепениот орган да поднесат жалба. Апсолутно, но тоа за овој случај јас мислам дека Советот на јавни обвинители требаше да има барем една вонредна седница за да го гледат, односно да го разгледат предметот и да видат што реално се случило во тој предмет, дали бидејќи таму се во поголем состав и да гледат, односно да донесат едно размислување што е за конкретно случај. Има уште еден момент, сакам само да додадам за тие фамозни 160 милиони евра. Има еден калап кој го гледам, кој се повторува кај нас во поглед на овие високо профилни случаи, особено кога ги користи политиката, и сумите кои што се кажуваат, се често пренадувани и не се одраз на реалната слика. Тоа може да создаде проблем за обвинителството. Бидејќи, видите сега, еве, господинот Фаризи можеби повеќе разбира од мене за оваа проблематика, кога ќе кажете дека е направена штета од 160 милиони евра. Не разбирате штета. Набавка на мазут. Значи штетата според мене би требала да биде во разликата на цената, нели? Значи да се набавил мазут поскап, да бил тој, карикирам, $200 на берза, ти си го набавил за 300. Или обрат. За да направите разлика која е штетата од 160 милиони евра,
не знам, тоа според мене како лаик треба да се огромни суми. Значи, ме разбирате, треба да сте имале вие промет, не знам, сега карикирам, 300, 400, 500 милиони евра, а штетата е 160 милиони евра. Најверојатно и таму има некаков проблем, бидејќи во комуникацијата што ја кажа и обвинителката на својот брифинг, и ЕСМ, каде што таа ги повикувала, каде што тие барале од ЕСМ да ја утврдат штетата и вела дека ЕСМ им кажало дека нема штета. А ЕСМ тврди дека не биле прашани тоа, туку некои други технички детали. Предпоставувам дека кога се обидуваат да се покренат вакви случаи, се оди на некакви максимални бројки, кои не се реален одраз. Не дека таму нема штета, не знам. Може би има, може би нема. Но дискутабилно е тогаш за да биде штетата од 160 милиони евра, колкав треба да биде целиот обем, не разбирате? Да, веројатно може би ќе дојдеме до тие одговори Сега, никогаш. ако идеме на проценти како работат во нашата држава 10-5, би требало да се пресметува на милиарда, некаде или пола милиона. Но јас мислам дека тенерот бил 160 и нешто милиони. Да, во ред, да. Целокупно при набавки, при набавки. Токму тоа ми е поентата, да. Но тоа влегу како кривично дело на злоупотреба на тие пари, после како завршил хипотетички сега ние кажуваме дека, но јас мислам дека во таа насока треба факти и аргументи колку од тие пари исчезнале од купување на мазутот. Речи на крај на кришта за тој мазутот, нели, колку се сеќавам јас, бидејќи одамна беше овој предмет, мислам дека и мазут не бил квалитетен. Тоа е многу важно. Да, тоа е вториот аспект на целата приказна, нели, дали бил токсичен, нема злоупотреба, ама бил токсичен или не бил токсичен? Да, и тоа допрва требаше нели да се утврдува како влијаел, дали ја загадувал животната средина, тоа беше еден сосема поинаков аспект. Добро, ќе оставиме на органите да си работат својата работа. Ќе се каже дека се мешаме малце повеќе. Па добро, ние само анализираме со тоа е нашата јавна одговорност. Дека од тоа што знаеме секако. Одма кога ќе се чекаш таму и каже тоа независно. Да, навикнати сме. Политички сега одговор дава. Постојано зборуваме за реформи кај нас. И тие де факто ни се потребни, како што констатиравме и во областа на правосудството и дома, но и за надвор. Сега, Ризвановиќ, може ли државава да испорача реформи без функционален и суштински диалог помеѓу власта и опозицијата за оние стратешки државни прашања кои што ја тангираат државава пред се во собранието, каде што, ајде да кажеме, главната институција? Слушаме повици за власта за обединување околу оние реформски закони, особено беше споменат изборниот законник конкретно, опозицијата отфрла. Кому според вас во моментот не му одговара носење на нов изборен законник? Ако низ години ве сведочиме дека постојано се прават некакви обиди за негови измени, но различна партија од различни можеби интереси во собранието ги отфрла. Сега декларативно се сите за, но во суштина ева остануваат блокади на еден или на друг начин. Да, па ги менуваат улогите. Да, знаете, кога ВМРО ДПМН беше во опозиција, тие го кочеа носењето на нов изборен законник. Сега не знам што прави СДСМ точно. Во тој не учествува во работната група и наводно ќе бойкотира. Слично, значи слично. Ете, види, знаеш како, што и да направат, еве и да се договорат за некаков изборен закон, и да се договорат. И власта и опозицијата и сите да седнат и да направат некаков договор. На крајот тоа ќе се сведе дека нема многу да се смена да работите. Значи, во никој случај тој договор нема да биде, да речеме, Македонија една изборна единица и отворени листи. Онда што го бараат помалите партии, или што големите се секогаш за, ама декларативно. Да, декларативно, да, но кога доаѓа после на ред, тоа во комисии се менува, па се поднесуваат амандмани, па се брише, па се трга на страна, така натаму. Обично се заде дека се во опозиција, кога ќе дојдат на власт, така беше и со СДСМ, така е и со ВМРО ДПМН, само ги минуваат позициите. Не сакаат големите партии да се откажат од комотност и од позициите кои ги имаат, бидејќи доколку се случи тоа, ќе влезат помали партии во собранието, ќе влезат независни пратеници, значи ќе изгубат контролата. Но Муцунски еве вчера јавно е повика опозицијата конкретно за изборниот законник да не блокира, бидејќи е дел нели од реформската агенда, па се загрозени европските средства од планот за раст, меѓу другото. Да. Не, во ред, они на крај, јас како што ти кажав, они ќе се договорат на крај за изборниот законник. Еве, доколку дојде тоа... Мислите дека само би отстапила од позициите? На крај да... Па доколку дојде до тоа да бидат блокирани парите и да верувам дека ќе најдат некаков начин да се вклучат во работата, но пак ќе кажам нема тоа многу да смени ништо во пракса. Тој нов изборен законник што ќе донесе?
Тоа е суштината, тоа е прашањето, што ќе добиеме на крај како производ. Повторно ќе добиеме доминација на големите партии, повторно ќе имаме нивна контрола, повторно ќе имаме козметички измени. Ние немаме голем проблем со регуларноста на изборите веќе оддамна. Тој дел ни е надминат. Имаме злоупотреби, но не се толку сериозни да го нарушуваат изборниот процес. Значи останува само тоа, нивната доминација ќе остане. Тоа е. Фаризи, дали очекувате вие некакви блокади во овој однос и генерално ваша оценка околу реформската агенда? Власта е задоволна како одат тие закони? Сметате дека до јуни ќе успееме да ги донесеме за да не се загрозени средствата? Зависи за кои реформи агенди. Генерално има реформски агенди кои некои се поврзани со јуни, јули или некои се до нова година, година, се до крај на јуни. Но јас мислам дека ако ме попрашувате конкретно за изборниот законник, јас мислам дека ние кога гледаме во делот на реформи треба да видиме, односно партиите треба да видат тоа што е важно, односно тоа што е по препорака конкретно од ОДИХР, нели? Да, ОДИХР, така. Тие дават препораки после секој циклус на избори, дават препораки што треба да се смени, бидејќи најверојатно тие ги гледат слабостите од теренот, од целокупната кампања што се води до денот на изборите и тие дават препораки како ние да се поправиме, бидејќи тоа е некоја пракса од изборите. И другот дел тоа што партиите треба да го видат тоа што е личен интерес. Значи, ова треба да го делиме што е реформска агенда, што треба да преговарат сите политички партии, вклучувајќи тука и СДСМ, и тоа што лично на партиите, друго е дебата дали ќе бидеме една изборна единица 2, 3, 5, не знам колку со отворени лици, со затворени, тоа веќе со праг, без праг, нели тие прашања, но тие се прашања што ги калкулираат политичките партии, не дека тоа е реформска агенда, они не барат, мислам на таа насока да се променат изборната единица или да се отворат листите или прагот да го барат. Овие три прашања не се во делот на реформска агенда, но се други прашања што се поврзани со финансирани политички партии. Така, изборниот закон и генерално измените. На крај јас мислам дека тие сакат да ја подобро демократијата, односно за да се подобри демократијата, ние треба да политичките партии треба да бидат потранспарентни, помалце пари да трошат, во смисла да имаат повеќе бели пари, колку црни пари да ги можат на некој начин да го купат гласот на граѓаните како било во минатото во нашата држава. Јас мислам дека СДСМ прави кардинална грешка во овој дел, треба да го дели што е државен интерес, што е политички интерес. Јас мислам дека треба да учествуваат во тие преговори и на крај на краишта секогаш реформите повеќе можности им дават на опозицијата. Но во конкретниот случај гледаш дека тие не сакаат да преговарат, јас мислам дека во овој начин како е изборниот закон повеќе им одговара на власта, бидејќи сегаш реформите, нели, се стега обрачат од страна на власта. Кај нас обратно, па опозицијата не прифаќа да биде дел од Да, добро. Но многу интересно што тука албанските политички партии ниту па се заинтересираат во овој дел. Тие само мислат кој ќе биде во власт, кој ќе биде во опозиција. Да, тие имаат и други некои поетнички теми и приоритети за може да го отворат прашањето дали ќе биде на албански или на македонски. Да, евентуално. Единственото тоа прашање. Да, тоа е или на крај да калкулираат таму, кампус, да прават шеми кој колку добива со една изборна единица, кој со две, нели, дуи 22 години бараше една изборна единица, сега па тие не сакат една изборна единица. Да, не се произнесуваат. Да, но суштинското прашање е тука дали воопшто партиите, мислам, со ваква поларизација која што се наметнува и на општествено ниво, каде што ја сведочиме брат со брате, испокаран, да речеме, за партии, за различни погледи, каде треба оваа држава да оди и што е стратешки интерес не само за членство во Европската Унија, туку и за внатрешни домашни прашања. Стандард, живеечка на граѓаните, образование од сите сектори. Како воопшто сега сметате дека е можно да седнат заедно власта и опозицијата, еве главните, ајде да кажеме, партии, да најдат заеднички јазик за сите овие работи, прашања кои што ги тангираат овие граѓани? Дали воопшто сметате дека е можно или повеќе им одговара на лидерите и на партиите да кажуваат декларативно дека се да повикуваат за национален консензус, а од друга страна повторно да се делат за секоја тема и ситуација?